Уште еден лош ден за Скудерија Ферари, судар помеѓу двајца возачи во самиот прв круг, победа за Луис Хамилтон од самиот почеток до самиот крај, не погледна назад, второ место за Валтери Ботас и трето место за Макс Верстапен. Целосниот осврт на денешната трка по интрото. Како што споменавме, крах за Ферари, судар помеѓу двајцата возачи на самиот старт во првиот свиок. На вистина уште еден голем удар за Скудерија Ферари, за надеждите за оваа сезона да биде компетитивна, да не беше она второ место минатата недела на Чарлс Леклерк, кој буквално го извади од никаде со едно одлично возење. Сега Ферари ќе беа на вистина во по-сериозна криза. Што да се каже, почетокот е многу болиди на едно место, сите сакаат да се протнат без инцидент, меѓутоа овие нешто се случуваат, меѓутоа повторно инцидент помеѓу Леклерк и Фетел, овој пат на вина на Леклерк, го оштети и задното крило на Фетел, по кое Фетел веднаш беше надвор од игра, се знаеше дека тоа не може да се поправи во боксот, а потоа во шестиот круг и Чарлс Леклерк се откажа поради големо оштетување на подот на неговиот болид. На вистина период во кој Ферари треба да направи една анализа и многу добро да размисли каде сака понатаму да оди и како ќе оди, бидејќи очигледно е дека треба промена во Ферари и ако тој боли таа нова конфигурација која најавуваат не донесе некоја радикална промена од следната недела, верувам дека Ферари ќе се најде во уште посериозни проблеми. Доколку сакате да знаете нешто повеќе на тема развој на моторни единици, може да го погледнете и другото видео кое е објавено на овој канал под наслов зашто Ферари е пред сериозен предизвик, односно проблем. Но сега да се вратиме на трката. Одлична трка на другата страна од Луис Хамилтон и Мерцедес, заслужена 1-2 победа, Макс Верстапен на трето место. Луис Хамилтон тргна и не погледна наназад, апсолутна доминација целата трка. Карлос Саинц и Макс Верстапен со добар старт и по краток дуел. Макс Верстапен ја зазема својата втора позиција, понатаму Ботас успеа да го стигне Саинц, истото го направи и Албон, и потоа некако трката легна во некој мирен тек, би рекол далеку помирна трка од пред 7 дена. Окон со прв се откажа со механички проблем со неговите сопирачки во 26-тиот круг и се така трката беше мирна. Имаше доста интересни дуели помеѓу Racing Point, Рено и Мекларен. Денеска очено лоши механичарите на Мекларен. Двата питстопа и на Ландо Норис и на Карлос Саинц беа очено лоши, 7 секунди, односно 11 секунди за Ландо Норис. Навистина ги чинеа Мекларен неколку позиции, меѓутоа па тоа ја згусна борбата за тие позиции од 5 до 9 место. Серхио Перес одличен со Racing Point и Ланс Строл исто така стартува во позадина на гридот, меѓутоа со одлично темпо веднаш се пробија напред. Серхио Перес водач на денот, иако на крајот трката имаше мал инцидент во желба да го стигне до 4-то место, се судри со Алекс Албон, пошто го оштети своето предно крило и во фото финиш, првпат после не знам колку години гледаме фото финиш во Формула 1, буквално се сменија неколку позиции на 2 круга пред крајот. Најпрвин Ландо Норис го престигна својот тимски колега Карлос Саинц, а потоа додека Ланс Строл и Рикардо се бореа за позиција, тука се умеша Ландо Норис па ги престигна и двајцата и буквално во последниот свиок од последниот круг Ландо Норис успе да го престигне и Серхио Перес па да заврши пети, па сите тука останати 3 болида на Перес, Строл и Рикардо да поминат низ финиш линијата скоро и со идентично време. Навистина интересна завршница за една, би рекол, сосема мирна трка за F1 стандардите, меѓутоа тоа што е, не можеме да очекуваме дека секоја трка ќе биде навистина со премногу возбудување. Феноменален дуел од Ботас Верстапен, кога Ботас ја напаѓаше втората позиција на Макс Верстапен. Макс Верстапен најпрви беше престигнат, но потоа во тој свиок број 7 успеа да се врати на дворешна страна и одбрани позицијата, меѓутоа следниот круг веќе неговите плевматици немаа живот,
а пневматиците на Ботас беа далеко посвежи и секако агрегатот на Мерцедес е далеко помоќен на тој на Хонда и со помош на DRS-от. Едноставно тука веќе нема што да се брани, но сепак покажа една шампионска битка и покажува Ботас дека годинава е спремен да се бори со Луис Хамилтон до самиот крај за шампионската титула. Ве молам во коментар ваше мислење за самата трка, инцидентот помеѓу двата болиди на Ферари, дуелот помеѓу Racing Point, Мекларен и Рено, што очекувате, дали тоа ќе трае кон целата сезона. Уште еднаш ви благодарам што го следите каналот Формула на македонски и секако се гледаме следниот викенд со ново видео. Поздрав!